Вести на Канал 8, добро дојдовте. Свечена седница по повод 7 септември, денот на ослободувањето, одржа Советот на општина Кочани. На седницата беа врачени наградите за животно дело и за значајни остварувања на овогодишните добитници Васил Ангелов и Наталија Теодосиева. Исто така, беше направен и краток осврт за постигањата на општината во изминатиот едногодишен период. Тони Ајтелски со деталите. Одбележувајќи ги двата празника, 7 септември денот на ослободувањето на Кочани и 8 септември денот на независноста на Македонија, Советот на општина Кочани на свечена седница што се одржа на споменикот на слободата ги додели највисоките општински награди за значајни остварувања и за животно дело. Актерката Наталија Теодосиева, чие последно остварување е една од главните улоги во филмот Врба на Милчо Манчевски, ја понесе наградата за значајни остварувања за постигнувањата во филмската и театарската дејност. Во образложението на одборот за награди и признанија беше истакната демонстрацијата на нејзиното високо ниво на професионализам, длабоката посветеност, инспиративна самоиницијативност и комплетната предаденост на работата. Режисерите со кои досега работеле ја прикажаа како талентирана и бестрашна со убава професионална иднина. Многу ме допира кога ќе слушнам од други луѓе за тоа колку го вреднуваат мојот труд. Ова е моето омилено место, инаку во Кочани, и не мислам дека е баш случајно што градот овде реши да ме награди. Им благодарам на Советот на општина Кочани за довербата што имаат во мене. Верувајте ми, многу ми значи и тоа ми дава дополнителна храброст, упорност и желба да работам. Благодарам на сите мои сокраѓани кои неизмерно ме поддржуваа и тоа го покажува и пред да имам големи успеси, и затоа сум многу благодарна. Ве благодарам уште еднаш од срце. Наградата за животно дело ја прими Васил Ангелов, културен деец и идеен творец на меѓународната манифестација Денови на Кочанскиот Орис. Тој го истакна значењето на наградата затоа што е добиена за колективна работа со младите кои ги мотивирал на љубов кон творештвото, уметноста и добрината. Во мојот случај има и една посветла и поубава работа, бидејќи во исто време бев и учител во културата. А тоа е нешто благородно и свето, затоа што задачата на учителите во културата е една и единствена. Кај најмладите, кај најсаканите да сеат љубов. Љубов кон творештвото, кон уметноста и кон добрината. Јас ја имав таа задача и уште една во срцата на младите да ја светнеш првата сијалица на творештвото. Таа ќе го осветлува нивниот талент и патот нивни кон големата сцена. А еден ден, кога ќе ги видиме на театарските штици, во уметничките галерии, на танцот од фолклорните ансамбли и музичките оркестри, сите ќе се радуваме на тоа. На свечената седница, градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев во своето обраќање направи пресек на дел од реализираните проекти во периодот меѓу двата празника. Во тек е и процедурата за прогласување на дел од особовијата за заштитен предел, со што ќе придонесеме за подобра рамнотежа на природата и социоекономскиот развој. А тоа ќе овозможи побрз регионален развој, промоција на природните потенцијали и секако брендирање на производи произведени во заштитено подрачје, кои ќе добијат и додадена вредност и ќе имаат полесен пробив на пазарот. Општина Кочани му додели посебно признание на подпредседателот во владата Љупчо Николовски за поддршката во реализацијата на проекти од јавен интерес со локално значење за Кочани. Имаме обврска и долг према граѓаните. Градоначалникот Илиев е пример за тоа како треба да одработиме и како државните и заедничките интереси треба да ги ставиме пред се друго. И затоа во овие 3 години не само што не беше досаден, туку беше упорен секојдневно да разговара со сите нас за секој едно добро, за секој еден проект и за секоја една работа за Кочани. И знам колку далеку беше почетокот на изградба на еден значаен капитален проект за овој град, кој што некои други
го оставија таму каде што го оставија, а денес правиме се и парите да бидат обезбедени, и постапките завршени, и работите да течат, а тоа е браната на Оризарска река. Посебно признание во отсуство му беше доделено и на евроамбасадорот Самуел Жбогар за придонес во развојот на Кочани преку поддршка на проекти од посебна важност за граѓаните, а што се финансирани од Европската Унија. Исто така, на свеченоста беа врачени и наградите на учениците на генерацијата од основните и средните училишта од општина Кочани. Посебна награда за освоено прво место на надпреварот лидер на струка, за лидер на машинската струка и беше доделено на Александра Ташкова, ученичка во средното општинско училиште Гошо Викентиев. На свечената седница на Советот, општина Кочани му додели признание на Ристо Димовски, последниот жив партизан кој учествувал во ослободувањето на градот. Единствениот жив партизан кој учествувал во борбите за ослободување на Кочани од фашистичкиот окупатор, 99 годишниот Ристо Димовски, дочека уште едно празнување на денот на ослободувањето на градот. Чествувајќи ја 76 годишнината од ослободувањето на Кочани, општината му врачи посебна благодарница и му оддаде почит за неговиот придонес во Народно-ослободителната војна. Димовски е роден во 1921 година во селото Могилец, Демирхисарско, а во Кочани живее и работи од 1947 година. Во Народно-ослободителната војска се вклучил во почетокот на 1944-та. Учествувал во ослободувањето на повеќе населени места во Македонија, а за своето учество во НОП и неговиот придонес за развој на државата бил одликуван со орден заслуги за народот со сребрен венец, златна плакета и орден за храброст, како и орден на трудот со златен венец. Предлогот за Ристо Димовски да го добие општинското признание пристигна од Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна во Кочани, со цел да се освежат сеќавањата за патот до слободата на градот во 1944-та. По успешно завршениот јапонски проект од програмата за мали грантови во посета на Виница дојде амбасадорката на Јапонија Ханеда. Се сретна со директорот на комуналното предпријатие Солидарност Трајков и со граначалникот Димитров, а на средбата се разговараше за унапредување на досегашната успешна соработка. Јапонската амбасадорка Кеико Ханеда беше во работна посета на општина Виница по повод успешната реализација на заеднички проект со комуналното предпријатие Солидарност, на кое му беше донирана градежна машина ровокопач. На средбата со градоначалникот на Виница Ивица Димитров и со директорот на јавното предпријатие Солидарност Александар Трајков, амбасадорката изрази задоволство од соработката во рамки на проектот за мали грантови. Со него Виница доби помош вредна над 29.000 евра. Многу сум задоволна дека на состанокот научив дека возилото немало еден слободен ден откако е донесено и дека ова му е првиот слободен ден. Драго ми е дека ви помага да ги одржувате чистотата во општината и дека општо помага за квалитетот на граѓаните на Виница. Ова е само символ на пријателството помеѓу јапонскиот народ и Виница. И навистина се надевам дека нашата соработка и нашето пријателство може да се зајакнува и да се гради понатаму. Директорот на јавното предпријатие Солидарност Трајков и граначалникот Димитров упатија благодарност за јапонската донација. При тоа нагласија дека во изминатите 3 години за потребите на комуналното предпријатие се набавени уште неколку нови возила. Тоа што кажа амбасадорката е вистина, денес машината е прв ден слободна ради самиот протокол, ради самата церемонија. Благодарни сме на оваа донација, се надеваме дека и во иднина ќе може со јапонската амбасада и со јапонскиот народ да се работуваме, бидејќи е од обострана корист и од корист за сите граѓани на општина Виница. Во делот на новите соработки разговаравме за состанок со бизнис заедницата во нашата општина заедно со јапонската амбасада во делот на продолжување на соработката како општина со јапонскиот народ и јапонската амбасада. Меѓутоа ја запознавме и амбасадорката дека во овие 2,5 години во јавното предпријатие Солидарност се набавени нови 2 возила за смет, набавено е мало возило за смет, набавен е голем ровокопач и еве овој мал ровокопач кој што и директорот и амбасадорката
спомнаа дека секојдневно го користиме, дека сме презадоволни од оваа донација и се надеваме дека за она се што зборувавме со јапонската амбасадорка, дека голем дел од овие работи ќе се остварат. Ова ни е втора средба со јапонската амбасадорка и се надеваме дека и во иднина соработката во повелика линија ќе биде исклучително добра. Во рамки на јапонската програма за мали грантови, финансиска помош за набавка на градежни машини добија и општините Валандово и Крива Паланка. Во Тетово и Велес се набавени амбулантни возила, а во Кавадарци и Македонски Брод беа реновирани болниците. По 6-месечна пауза поради пандемијата со коронавирусот, градинките повторно ги отворија вратите за децата. Просториите и играчките исчистени и дезинфицирани. Приборот за јадење нов и чист. Нема прием без мерење на температура, дезинфекција на раце и лекарска потврда дека детето е здраво. Во Кочанската градинка на првиот ден од отворањето тргнале 152 дечиња. По цели 6 месеци илјадници деца се вратија во градинките низ земјава, зашто владата претходно донесе строг протокол. Тој предвидува посебен режим на исхрана и регулира како ќе се одвиваат одморот, спиењето и играњето на децата. Вработените носат маска, а при влез во градинката на сите им се мери телесна температура. Во групите од 2 до 6 години може да има најмногу 15 деца, односно 6 во групите до 2 години. На секои 2 часа се дезинфицираат предметите што често се користат и допираат, а престојот е организиран така што се избегнува контакт помеѓу децата од различни групи. Со почитување на овој протокол и под строги правила, започна со работа и градинката во Кочани, која на првиот ден од отворањето прими 152 дечиња, информира за Канал 8 директорката Едита Миткова. Таа истакна дека во сите 5 објекти на градинката се почитува дадениот протокол за мерење температура на децата при влез во градинката, дезинфекција на раце, држање растојание од 2 метри и задолжителна потврда од лекар дека детето е здраво. Миткова додаде дека задоволна е и од родителите кои исто така соработуваат во однос на почитување на протоколот за работа, односно децата во градинка ги носи само еден родител, кој што на себе задолжително носи заштитна маска. Според протоколите, строги правила се почитуваат и во однос на храната која што се подготвува за децата. Се врши секојдневна дезинфекција и на превозните средства со кои што се дистрибуира храната од главната кујна до останатите објекти, а лицата кои што ја доставуваат храната носат заштитна маска и ракавици. Храната за децата се остава пред занималната, а децата јадат со претходна дезинфекција на рацете. Миткова додаде дека градинката обезбеди доволна количина заштитна опрема за лична хигиена, маски и ракавици за вработените, средства за одржување лична хигиена, како и безконтактен термометар за мерење телесна температура. И од Министерството за труд и социјална политика информираат дека отворањето на градинките генерално поминало добро во целата држава. Градинките, како и сите други образовни установи, беа затворени на 10 март, кога пандемијата на коронавирусот беше на самиот старт. Паралелно со одбележувањето на Денот на ослободувањето на Кочани, почна и овогодишното 57-мо издание на Драмскиот аматерски фестивал. Иако со помал број учесници и во услови кои налагаат представите да се играат на отворено поради епидемијата од COVID-19, сепак фестивалската управа решила манифестацијата да се одржи. Со изведбата на монодрамата Лидија или Се што знам за жените од Тихомир Јанчовски и настапот на Игор Трпчевски, во понеделникот вечерта во Кочани почна 57-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. На свеченото отворање беше нагласено дека наместо во вообичаениот термин кон крајот на мај, годинова манифестацијата се одржува со неколкумесечно одложување поради пандемијата од COVID-19. Председателот на управниот одбор на фестивалот Дарко Спасов информираше дека под мотото Викај Ура, со почитување на сите протоколи за здравствена заштита и на учесниците и на публиката, театарските представи ќе се реализираат како викенд изданија до средината на октомври. Ако не постоја драмските аматери, тие кои
го мотивираат и ние како фестивал ги мотивираме и поттикнуваме драмските аматери во Македонија. И ако не беше заложбата на општина Кочани и на Советот, да го прескокнеме ова престапно, ако така да наречам, здравствено лудило, кое се надевам следната година ќе помине како со рака земјано и ќе го заборавиме, ние се измотивиравме и управата на фестивалот се договоривме дека ако постојат групи во Македонија кои направиле театарски представи, ако постоиме ние како град и ние како управа на фестивалот и оваа година ќе го префрлиме во следната и така натаму, дури до 7-та деценија. Да не заборавите дека Кочани и фестивалот е барабан, како што рекле по-кочански, со најголемите и најстарите фестивали во Македонија, тоа се Охридско лето и така натаму. Ние пред Кочанската публика ќе донесеме повторно театар, повторно уметност и нашиот фестивал ќе продолжи и следната година со посилно темпо, благодарение на публиката и на тие што творат со љубов. Само љубовта ќе не спаси. Во рамки на овогодишниот драмски аматерски фестивал ќе бидат прикажани две премиери на Интимен театар од Битола и на Центарот за култура Бели Мугли од Кочани. Со своји изведби ќе гостуваат и Домот на културата од Виница, Градскиот театар Сцена 71 од Свети Николе, драмското студио Спотлайт од Штип, како и две драмски представи од Република Србија. Покрај театарските представи, на фестивалот ќе има и придружна програма, во која е планирана вечер на љубовна поезија и концерт со акустична гитара и сликарска изведба во живо. Настапки имаат и членовите на афористичарската репрезентација на Македонија, а за најмладите ќе се одржи представа со марионети во градскиот парк. Како дел од традиционалниот Ѓурѓовденски фолклорен фестивал, кој започна минатата недела, во Зрновци настапи играорната група, но со реализација на традиционалните игри и обичаи. Оваа манифестација секоја година се организираше во мај, но годинава поради пандемијата беше одложена за септември и со намален број учесници за разлика од минатите години. Како дел од ѓурѓовденските обичаи кои започнаа на 5 септември, играорната група од Зрновци при фолклорниот ансамбл Љупча Сантов од Оризари на 8 септември во етнопаркот во Зрновци ги реализираше традиционалните игри и обичаи. Поради пандемијата со COVID-19, настанот беше реализиран без публика, со учество на дел од играорците од играорната група од Зрновци. Во наредните денови следува онлайн издание на фестивалот, а на 12 септември ќе заврши со концерт на неколку ансамбли од земјава. На концертот ќе биде прикажано сукање зелник и биење матеница. Манифестацијата секоја година се одржува во месец мај, но годинава поради пандемијата со COVID-19 беше одложена за септември. Поради пандемијата намален е и бројот на учесници оваа година. Ќе настапат оркестри од Кочани, Струмица и Радовиш, а од странство ќе учествуваат оркестрите на Младинскиот културен центар Босна Арт од Стјепан Поле, Грачаница, Босна, Културно-медичкото друштво Игало, Херцег Нови, Црнагора, Културно-медичкото друштво Медвеџа од Трстеник, Србија, Кут Младост од Босилеград, Србија. Преку овој фестивал се чува материјалното и духовното наследство, како што се песните, ората, обичаите, а со тоа всушност се чуваат традиционалните и културните вредности и се пренесуваат на идните генерации. Проектот Традиционални ѓурѓовденски обичаи и песни и ора е финансиски подржан од Министерството за култура, општините Кочани и Зрновци и од приватниот сектор.
Почитувани истовременската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.